Добар ден, започнуваат вести на Слободен печат, еве што има ново. Дојавите за бомби во 47 училишта во Скопје и Куманово биле лажни. Во СВР Скопје и СВР Куманово вчера околу 18 часот пријавено е дека на имейл адресите во 30 училишта во Скопје и 17 училишта во Куманово пристигнати се пораки за наводно поставени експлозивни направи во училиштата. Веднаш се преземени соодветни мерки и активности. Извршени се потребните проверки и утврдено е дека се работи за лажни пријави, се наведува во соопштението од МВР. По дојавите за бомби испратени на имейл вчера сите попладневни активности во тие училишта беа прекинати, а децата се испратени дома. Кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски и неговиот против кандидат во вториот круг внедела Амар Мециновиќ од Левица се соочија во дебата на телевизијата Канал 5, а во остра полемика понудија повеќе обвинувања отколку судирни идеи и концепти. Меѓу темите беше ситуацијата со отпадот во Скопје. Георгиевски рече дека ветувањето за чисто Скопје во рок од 72 часа, откако тој би дошол на функција, е реално и остварливо. Во однос на состојбата со јавната хигиена, Мециновиќ рече дека решението за чисто Скопје е политичка волја, а не префрлање вина врз граѓаните. Двајцата кандидати се согласија дека Скопје се наоѓа пред важна одлука. Георгиевски најави нов почеток и конкретни проекти за градот, додека Мециновиќ истакна дека Левица представува алтернатива за разочараните граѓани. Политичка дисквалификација пред вториот изборен круг и покажување сила кон кадрите блиски на ДУИ или лоцирање на вистинската одговорност за тоа што скопјани беа затрупани во ѓубре, а стаорци излегуваа од сите страни, се дилемите што се наметнаа откако полицијата, заедно со јавното обвинителство, го уапси директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена. Сепак меѓу осомничените не е претседателката на управниот одбор на Комунална хигиена Скопје, Јулијана Спировска, како и други членови на управниот и на надзорниот одбор на Скопското јавно предпријатие. Иако сите имаат некакви обврски поврзани со Комунална хигиена и се одговорни за финансиското работење на фирмата. Дали се работи за селективни апсења за ѓубрето само на неподобните кадри на ДУИ? Ке се апсат и други ако има основа за тоа, ни рекоа од обвинителство. На оваа тема истражува Фросина Факова Серафиновиќ. Касами веле дека изјавата за Кичево била искрена, ама погрешно му ја протолкувале. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами во пресрет на вториот изборен круг во интервју за Алсат рече дека за време на неговиот мандат работел за сите граѓани на Тетово, без оглед на нивната етничка припадност. Тој рече дека Тетово е град со космополитски карактер, место каде секој успех и придобивка реализирани во изминатите 4 години им припаѓаат и им се радуваат сите граѓани. Граѓани се жалат дека надлежните не реагираат. Во Ново Мало едно се гради, друго се уништува. Градежните активности што се изведуваат за изградба на објект на улицата Истарска број 1 ја уништуваат и ја загадуваат животната средина, ја нарушуваат безбедноста и не ги попречуваат секојдневните активности, реагираат жители на Ново Мало Скопско. За проблемите со кои се соочуваат, тие официјално реагирале и во општина Центар и во град Скопје, но досега никој не постапил. Темата е на Анита Стојковска. Обвинение за 43 годишник кој го убил братот поради имот и го закопал во шупа во Кавадарци. Според обвинението на 27 јули оваа година, на роденденот на жртвата, двајцата браќа започнале расправија поради имотни спорови. Обвинетиот под влијание на гнев и собствена корист го удрил братот со металниот дел од Тесла по главата, а потоа уште 2 пати нанесувајќи му смртоносни повреди. По убиството обвинетиот се обидел да го сокрие делото. Телото го префрлил во бања, бришал траги од крв и предмети, а подоцна го закопал во шупата, прекриен со шпер плоча и други предмети. Во периодот од 30 јули до 5 август, додека телото било скриено, обвинетиот повеќе пати повлекувал пари од сметката на жртвата. Најмалку 33 палестинци беа убиени во вчерашниот бран израелски напади во Газа, соопшти Агенцијата за цивилна одбрана и болниците управувани од Хамас.
Израел ги изврши нападите како одговор на наводно кршење на договорот за прекин на огнот постигнат со посредство на САД. Председателот на САД Доналд Трамп тврдеше дека ништо нема да го загрози прекинот на огнот, но додаде дека Израел треба да возврати кога неговите војници ќе бидат цел. Во градот Газа, сведоците опишаа дека виделе столбови од оган и чад како се креваат во воздухот, додека експлозии потресоа неколку стамбени области. Јамајка прогласи катастрофа. Јамајканските власти ги предупредија жителите за уште една опасност предизвикана од разорното уништување од ураганот Мелиса. Крокодили кои можеби се раселени од поплавите. Ураганот Мелиса тргна кон Куба, откако ја поплави Јамајка и ја остави без струја. Продолжи да се движи кон Куба со сила на моќна бура од категорија 4, неколку часа откако стигна до копното во соседна Јамајка како најсилниот циклон досега. Најмалку 64 лица, меѓу кои 4 полицајци, се убиени во престрелка меѓу полициските сили и локална банда во Рио де Жанеиро. Според порталот Глобо, 81 лице е приведено како дел од големата специјална операција на северниот дел од Рио де Жанеиро, пошто во вторник избувна престрелка. Членовите на бандата одговорија на пристигнување на полицијата со огнено оружје, палејќи барикади, а исто така лансираа и беспилотни летала што носеа бомби кон полициските сили. Уште една информација во овие вести. Шокантни детали за состојбата на Селин Дион. Пеачката Селин Дион откри дека во својот дом инсталирала SOS копче, така наречено копче за прва помош, како дополнителна безбедносна мерка во случај на ненадено влошување на незиното здравје. Дион, која страда од ретко невролошко нарушување, познато како синдром на вкочането личност, вели дека незините 15-годишни синови Еди и Нелсон се запознаени со процедурите потребни доколку е потребна итна помош. Во интервју за People, пеачката објасни дека копчињата биле поставени како мерка на предпазливост и дека незините синови биле обучени да ја стават во соодветна положба доколку се појави грч. Гледавте вести на Слободен печат. Благодарам на вниманието и довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.